Повредените пациенти во трагедијата вечерва од болниците во Кочани и Штип се пренесуваат на комплекс од клиники во Скопје. Иако нивната состојба е стабилна, целта е да бидат под целосен мониторинг на експертите за изгореници кои што веќе пристигнуваат во Скопје. Тука е присутен тимот на Воената медицинска академија од Белград, а во текот на утринските часови се очекуваат експертите за изгореници од Израел и Чешка да пристигнат на комплексот клиники. Покрај медицинската грижа во земјава, дел од пациентите се префрлени во здравствени установи во странство, како резултат на меѓународната поддршка и соработката со партнерските земји. Во Република Турција 3 пациенти пристигнаа во Истанбул, а дополнителни 6 пациенти се очекува да пристигнат во Анкара до полнок. Република Бугарија 14 пациенти се хоспитализирани. 4 пациенти се згрижени и во Грција. Во Србија 5 пациенти се веќе хоспитализирани, а дополнителни 12 пациенти со воен авион се на пат кон Белград. Република Хрватска и Романија се очекува од текот на утрешниот ден да бидат испратени по 4 пациенти во секоја од овие две земји. Република Словенија, Унгарија и Австрија во текот на утрешниот ден се очекува да испратат медицински авиони за транспорт на пациенти. Сите пациенти кои се префрлани во странство се во стабилна состојба и под континуирана медицинска нега. Во текот на целиот ден згрижени се над 140 настрадани. Во земјава се 90 повредени и тоа во клиничкиот центар 20, градската општа болница 8 септември 20 пациенти, Свети Наум Охридски 21, клиничката болница Штип 20, општата болница Кочани 7 и на токсикологија 2. Има пациенти и во приватните клиники. Состојбата на сите пациенти се наблюдува и конзилијарно се одлучува за понатамошната постапка, велат од здравствените власти. На судска медицина пак веќе започна обдукцијата на дел од починатите.